Здраво, јарци, добро дојдовте. Ова ќе бидат вашите тарот пораки за месец ноември. Се надевам ќе уживате, па ајде да започнеме. Првата порака која имам за вас е дека месецов многу работи, многу нешта, многу активности поврзани со партнер. Партнер во било што, љубовта, бракот, работата, било што, но јас би се фокусирала повеќе партнер во љубовта, што тука најмногу мислам дека пораките се за сите вие кои имате партнер некаков, брачан или во љубов партнер, во врска, и јас мислам дека вие имате многу обврски, а тие сите обврски се однесуваат на некакви планови што вие ги имате за следното лето. Сега, што планирате, секој вие си знаете, но овој месец некако сте многу фокусирани на тоа да се завршат некои почетни фази околу нешто што треба да биде финализирано во лето. Не знам што значи. Сега, многу обврски, многу активности, ве чекаат, не дека нема да си ги завршите, можете, меѓутоа може ќе треба да балансирате помеѓу работата и семејството, помеѓу пријателите и приватните некои обврски, ќе мора да ги избалансирате, затоа што ете ви се отвориле некои нови можеби обврски, а за некои од вас кои чекате дете, и сега дали ова ќе бидат вести во ноември или пак дека да во вашиот живот ќе дојде нов член, или пак веќе ова вие го знаете, само ќе го разберете полот, односно само ќе разберете дека се работи за близнаци. За некого ова е порака. А за многу, кажам, може и не знаете, па ова ќе биде месец каде вие ќе дознаете дека во вашиот живот доаѓа нов член. Налето доаѓа, затоа може би гледам дека нешто е поврзано со наредното лето 2026 и наредното лето 2026 доаѓаат за вас некакви радости, нека позитивна и убава енергија, нешто ново, едноставно животот ќе ви се смени 100% и ќе ви се смени на толку добро и толку убаво што останува само да уживате, ништо друго не правите, уживајте во тој период од вашиот живот. И сега следната порака за вас е поврзана со некоја личност, можеби некоја жена во вашиот живот, мајка, баба, свекрва, сестра, било што, некоја жена во вашиот живот, соседка, се може да биде. И сега пораката е поврзана со неа, или пак некоја женска енергија. И за некој од вас оваа личност доаѓа кај вас, кон вас, со цел нешто да донесе, но заменувајќи нешто и ќе однесе. И сега, што би можело ова да значи? Ова може да значи дека може доаѓа со совет, идеја, насока, план некој, и одејќи нешто ќе однесе. Може би, мислејќи дека оваа личност, мислејќи дека има нешто вас да ве посоветува, најверојатно ќе си замине со лекција за себе. Може би вие ја имате поголемата лекција и вие ќе ја кажете. Јас навистина не би можела приватно, индивидуално за вас да знам што ова значи, меѓутоа ете поврзете си го некако во вашиот живот. А може би пак има некоја личност која нешто ќе однесе од вашиот дом. Значи во ноември внимавајте вие јарците на кражби. Не се ова некои големи работи, меѓутоа внимавајте на ситни кражби во вашиот дом. И сега за некој од вас внимавајте и за нечесно однесување на некоја личност која ви е блиска, можеби доаѓа во вашиот дом, можеби само е во вашиот живот на некој начин поврзана. Внимавајте
секогаш знае да биде многу мила, многу љубезна, многу учтива, многу пристојна, но такви намерите не се, затоа малку внимавајте на такви некои особи во вашиот живот. Имаат некакви нечесни намери во октомври. А сепак ако не се однесува на такви некои намери, кражби или не знам што, значи може би ова е само некоја лекција, може па и намерата е као нешто доаѓа па вас некаква лекција да ви даде, но ќе си замине со лекција за себе. Ете, не знам што значи, вие ќе откриете во ноември што ова лично сака да ви донесе. За некој од вас пак оваа личност, блиска личност во вашиот живот, која носи некаков голем товар, ако веќе и не сте вие самите, ова е личност која носи голем товар на својот грб, во својата душа, во своите мисли, и мислам дека ова е месец која ќе сподели, или пак ако сте вие, ќе споделите со некого, конечно ќе си ја отворите душата и срцето, ќе споделите со некој што ви значи и ќе доживеете некакво олеснување. Ако не сте вие, тоа таа личност ќе подели со вас и ќе почувствува некакво олеснување. Следната порака за вас, јарците, е некаков успех, некаква радост во домот, во вашиот приватен интимен живот, зависи дали сте во врска, во брак или сте самец. Се работи за некаков успех, за некакво постигнување. Едноставно, ова или толку е големо, или вие така го доживувате големо, зашто е едно големо животно достигнување. Може би се работи за бременост, повторно ќе кажам, што го гледам истото повторно, или вие дознавате во ноември за оваа бременост, или пак во ноември прославувате и споделувате со останатите за таа бременост, или вие, или вашата партнерка, сега зависи која слуша пораката, но се работи за голем успех, голема среќа, убави моменти во ноември, ќе му се радувате на животот, на ова големо достигнување, за што и да се работи. Може би брак, па некој од вас ќе склопите брак во ноември. А некој од вас пак да се работи за многу голема сексуална енергија и плодност. Сега, доколку пак не планирате, мислам, сте завршиле на тема деца и бременост, тогаш мора да бидете многу внимателни, зашто овој месец сте во таков период, многу сте плодни, затоа многу да внимавате, што може да дојде до несакана бременост, доколку тоа не го сакате. И јас гледам многу страст, вие дури ќе имате проблем да ги зауздате вашите страсти, многу сексуална енергија се дали ваша, дали на партнерот, не знам, меѓутоа се работи за многу страст овде. Така да, ако сте на таа тема дека не сакате деца и тоа не ви треба, внимавајте на заштитата, а доколку пак не, тогаш уживајте и препуштете се. Следната порака, повторна и прекрасна. Јас гледам дека ноември е многу добар месец за вас, јарците, воопшто. Оваа порака е исто така една прекрасна порака за вас. Вас, јарците, ноември некако судбината ќе ве води и судбината и животот ќе ви донесе многу убави нешта. Благосостојба, позитивна енергија, хармонија во домот, а гледам и за здравување, за сите кои имавте некакви потешкоти, здравствено поле, јас гледам за здравување, доаѓате од една битка извојувана, доаѓате како победник, ништо лошо не ви се случило, сте поминале низ ова и сега сте заздравени, спремни, подготвени за животот, едноставно преродени. Значи, здравјето на совршено ниво, домот, семејството, апсолутно се. И гледам дека за некој од вас, јарците, ова е порака дека вие
во сон ќе добиете некаква порака. Или пак во сон, на сон ќе видите некој кој многу ви значи, не е можеби помеѓу нас, многу ви значи и ќе ви каже нешто што ќе биде некаква насока за вас. Многу ќе ви значи тоа што ќе го чуете на сон од оваа личност. Или пак и да ништо не ви каже, едноставно тој сон и таа личност што ќе ја видите на сон ќе ве прероди на некој начин. Едноставно звездите ви се наклонети во ноември, ништо лошо не може да ви се случи, едноставно само убавени ќе гледате, радост и среќа. Можеби пак некој од вас, ако некада присуствувате на нешто, вие ќе бидете звезда на вечерта, ќе изгледате фантастично, буквално како звезда ќе светите. Или пак во очите на некоја ќе светнате како звезда и од тука ќе се родат некои многу убави чувства кои понатаму ќе прераснат во нешто поголемо. И следна и последна порака за вас во ноември, јарците, е во врска со некакви пораки, некакви договори, преписки, каде вие ќе слушнете, ќе добиете порака дека за некоја ваша состојба, сега таа состојба дали е финансиска состојба, дали е здравствена состојба или на работно место, некоја состојба за која се грижевте, да напоменам, вие ќе добиете дека сте на многу стабилни. Значи, ако се грижевте нешто во врска со работното место, ќе добиете потврда дека е стабилно, дека се е во ред, вие сте таму каде што треба да бидете и тоа ќе остане стабилно уште долго време, значи да не се грижите воопшто. Гледам дека некој од вас многу се грижите за нешто, а за некој од вас пак се грижите за вашето здравје, повторно ќе добиете одговор, дали од докторите, дали не знам како, вие ќе добиете потврда за вашата стабилна состојба, можеби контролни некои прегледи, ќе добиете потврда за вашата стабилна состојба и овие пораки кои ги споменувам во ноември, многу од вас дали на сон, дали на јаве ќе ги добивате. Гледам дека и на сон ќе добивате некакви. Се повторувам, да, и претходно го споменав тоа, но повторно го гледам, може би и на сон ќе ги добивате овие пораки. Може и на јаве, не може секако, и во јаве е сега, она на што треба да внимавате, како може да добиете некојаш и некој знак, некоја порака, а може би вие, некои од вас јарците, чекате некаква порака од некаде, некој знак Бог да ви даде, и па внимавајте на соновите, во сон нешто може ќе добиете некаков одговор, некаква порака, или пак во најаве, некојаш може некои бројки ви се повторуваат, често ги гледате на часовникот, некогаш едноставно некаде забележувате некакви знаци, некакви букви, некакви бројки. Внимавајте другите во комуникација што им се слизнува од уста да ви го кажат, што не е требало може во моментот да биде кажано, ако го кажат, ете и тоа може да е некој знак. Чудна некоја енергија ве води овој месец, ама тоа е се од Бога, универзумот, во што и да верувате, од таму доаѓа и ве води и вие сте безбедни. Тоа мора да го знаете. И во секој случај уживајте што ова е еден прекрасен месец и период во вашиот живот. И, драги јарци, тоа е тоа за сега. До следното видео. Чао, чао!